Сега ќе правиме функцијата за копирање на пасворд. Значи, кога ќе кликни generate, кога ќе се генерира и ќе кликни copy, тогаш да му го копира пасвордот и да ги има во clipboard. Па ќе почнеме, ќе му ставиме onClick функција на copy pass. Значи тоа ни треба и ќе речеме copy pass.add event listener click функција со стрелка ќе ни биде ова. И сега, овде нешто ќе користиме што се вика navigator. Значи тоа ни го нуди исто JavaScript како документ што ние имаме и navigator и ќе направиме конзолот на навигатор. Навигатор како сакате. И ако кликнам сега на copy, сега гледам дека добивам нешто во конзола. Сега што ми е ова? Ова соопшти податоци за браузер, за мојот оперативен систем и за мојот лаптоп. Но нашто ќе ни биде битно, тоа ми е clipboard. Овој clipboard, значи тука ќе му ставиме текст, гледаме дека ни е објект, тука ќе ставиме текст, односно тој што ќе го кликни, ќе го прикачиме на clipboardот. Па за да го направиме тоа, прво треба да го одбериме нашиот input, а како ќе го направиме тоа, па ќе треба да речеме result.select, односно да го селектираме нашиот input и да му даеме до знаење дека од него ќе го копираме текстот. И потоа треба да речеме navigator.clipboard.write text, односно напиши текст и се треба да му го дадеме текстот што сакаме да го запиши. И ќе му речеме result.value, односно result е нашиот input како што знаете. И сега ако направиме console log на navigator.clipboard, хајде да видиме баш што ќе се случи. Кликнам generate, значи ќе генерирам пасворд, ќе кликнам copy и сега гледам дека во clipboard не ми се печати ништо, односно исто изгледа, но ако кликнам овде ctrl-v и сега гледам дека ги имам мојот пасворд во мојот clipboard. Ако генерирам нов пасворд, пример ако кликнам пак copy, ако одам овде, сега гледам дека повторно ми е копиран и можам да го пастирам. Значи иако не ни се покажува тука, значи clipboard работи малце поинаку и затоа не ни се прикажува како обичен текст. Но битно ги имаме во нашиот clipboard, кога ќе кликнеме ctrl-v, ни се пастира. Сега не знам колку ви текнува кога го пишувавме нашиот CSS. Долу јас додадов стайлинзи за alert, но ние таков елемент немаме никаде и сега тој ќе го креираме преку JavaScript. Односно кога ќе кликне корисникот copy, горе десно да излезе едно мало прозорче што ќе рече copied, односно дека е копирано и по една секунда да се исклучи. Ќе го направиме тоа, ќе научиме сега многу и внимавајте добро. Сега ќе видиме како се креира елемент со JavaScript. HTML елемент со JavaScript. Ќе напишеме const alert, може да го крстиме или pop-up, како сакате вие, или notification. Еве notification јас ќе го крстам, односно известување. Ќе ни биде еднакво на document.create element и сега во загради треба да му го дадеме името на елементот. Ние ќе му речеме ќе ни креираш div. И тој div автоматски го земе во променливо notification. Ова е функцијата за креирање на елемент. Овде може да речеме L, I, A, P, H1, H2, било кој елемент што може да го замислите. Сега на нашиот notification треба да му додадеме класа, значи треба да речеме alert.classList. Сега ќе видиме како се додава класа, значи notification.classList.add. ClassList ни е листа на сите класи што ги има и сега треба да му речеме alert. Да му е класата alert. И сега ние ги имаме нашиот notification, односно divot со класа alert, но никаде не го прикажуваме. За да се прикаже треба да го прикачиме на нашиот документ. Како ќе го направиме тоа? Па треба да речеме document.body.append child. Append child прикачи дете, а дете во случајов е notification. И во заграда треба да му дадеме кој елемент да ни го прикачи, ние ќе му речеме alert. И сега ако пробам, пример ако кодам copy, не се случува се уште ништо. Зашто бидејќи овде јас треба да пишам notification не alert, мала грешка. Сега ако би кликнале copy, сега гледам дека горе десно ни излегува на мало квадратче. Сега ние треба да му додадеме текст, односно inner HTML или inner text, да ни прикаже copied или успешно копиран текст. Па и да го направиме тоа ќе го направиме пред append child и ќе речеме notification.textContent и ќе речеме еднакво на copied и извечник, односно копирано. И сега ако кликнам copy, сега гледам и пишува copied. Значи гледаме како не работи сега одлично. Но има еден мал проблем. Ова треба да се изгуби пример по една секунда или по 2 секунди. Сега имаме во JavaScript нешто што се вика set timeout, односно функција која што може да му кажеме колку време да почека пред да се изврши. Може да речеме почека една секунда и да му дадеме да изврши функцијата да го избрише овој елемент од нашиот дом, односно нашиот документ. Па е да видиме како изгледа тоа. Може да речеме set timeout, така се вика функцијата,
И сега таа прима callback функција, односно time handler, како што гледаме. Тој е првиот параметар, а вториот параметар после нашата функција е timeout, колку секунди да биде. Значи 1000 е 1 секунда, тоа ни се во милисекунди, 2000 ни се 2 секунди, пример еве ние ќе речеме 1200 нека биде. И сега ние овде внатре треба да го избришиме notification елементот од нашиот документ. Па сега може или да го избришиме или да му оставиме style display none, односно да не го прикажува никако. И сега за тоа да го направиме овде само ќе речеме notification.style.display еднакво на none. None значи никако, не го прикажува никако. И сега кодам generate, ако кликнам copy, ми дава copy и на секунда се бриши, односно исчезнува. Гледам пак, исто, се си работи перфектно. И уште накрај може да направиме return result и тоа е тоа, односно да го вратиме нашиот input. Ако одам се generate, copy, се си работи како што треба. Значи за сега сме одлични. Сега има уште едно нешто што сакам да го направим. Например, ако одам на refresh, сега гледам дека се бриши. А ја би сакал да имаме дефолтна вредност, односно на самото инициализирање на страната, на самото вчитување, да имаме некој дефолтен пасворд, пример password length да биде 15, да има символи, да има numbers и да автоматски да му дадеме генериран пасворд, без да треба да кликне generate. Значи, постои, тоа може да го направиме со add event listener. Тоа се вика DOM content loaded, значи на самиот лоадирање на контентот, на содржината да извршиме некоја функција. А ние треба да извршиме истата функција како generate button, овде што направивме. Па може да ја копираме ова generate button и ќе ја ставиме најдолу и наместо generate button ќе пишеме документ. Значи на документ може да му додаваме add event listener, но нема да биде on click, туку ќе биде DOM content loaded, односно на самиот лоадирање на DOM контентот. И сега, ние овде ќе му речеме true, односно ќе му пуштиме да има бројки, да има символи и дефолтна вредност односно на пасворд да биде пример да речеме 16. Сега истото, ако зачувам да видиме, сега гледам дека автоматски ми дава пасворд од 16 должина, како рефреширам така и се случува. Но ја би сакал и дефолт, например, вредност на нашиот range да биде 16, да речеме, како што ни е ова овде. Не мора да биде 16, пример, вие ако имате 12, да биде 12, ма сега да не биде овде 10, а ние да му даваме пасворд од 16 карактери. И може да речеме pass length.value да биде еднакво на 16. Ако зачувам сега гледам како ми изгледа. И уште треба да речеме pass length result.value еднакво на 16, односно таа бројка до инпутот. Само не е value, туку inner text треба да биде, пошто ова не е input и сега гледаме дека си работи одлично, односно ова не е обичен текст и затоа имаме inner text. А за input, односно за range, искористивме value. И гледаме сега колку ни изгледа супер. Може да генерираме пасворд без бројки, со бројки, без символи, различна должина и се си работи стварно одлично. Сега знам дека ви се измешаа доста работи, но тоа е програмирањето, значи немојте да очекувате дека вау, сега научив JavaScript и овие функции. Значи треба време да ги сватиме работите. Имате од мене задача, значи да поработите со ова create елемент. Ставање во променлива нов елемент, прикачување на боди, исто така да му додадете styling, класа, on-click функција, пример, било што, креирајте елементи, додадете му. Ќе видиме ние во понатамошните видеа, ќе креираме елементи, ќе направиме уште некој проект со JavaScript, но многу е битно вие и сами тоа да го извежбате. Set timeout функцијата како што кажав. Имаме функција која што му ја даваме и оваа функција ќе се изврши по овој период овде, по овој интервал. Значи по 1.2 секунди ќе се изврши оваа функција што ја напишавме овде. Ова може да биде голема функција, може да има for loop, значи било што тоа ќе го знаете. Значи set timeout прима функција и кога да ја изврши, по колку време. И тоа е тоа.